Најмалку 3 правни акти од Уставот и законот се прекршени од страна на полицијата при обидот да ги спречи членовите на левица да одржат мирен протест за време на вчерашната воена презентација, истакна Димитар Апасиев. Правната битка ќе ја започнат утре со поднесување на преставка до народниот правобранител и до внатрешната контрола на Министерството за внатрешни работи. Апасиев истакнува дека во правната пракса не постои таков изум на легитимирање со употреба на лисици. Откако се појавија снимките на социјалните мрежи во медиумите, се огласи министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој на својот Facebook профил напиша дека не станувало збор за приведување, туку само за обично легитимирање. Според Апасиев, министерот Спасовски неумесно се обидува да ја замаи јавноста дека тоа било обично легитимирање. Правната пракса не постои таков изум на легитимирање со употреба на лисици. Имено во случајов се прекршени најмалку 3 правни акти. Прво е прекршен Уставот на Република Македонија, кој во членот 21 изричито предвидува дека правото на мирен протест е неприкосновено и може да се ограничи само во услови на воена и вонредна состојба. Вчера во Република Македонија немаше ниту воена, ниту вонредна состојба, така што не постои жива сила која може да го ограничи правото на протест. Второ, прекршен е законот за јавни собири и трето, прекршен е правилникот за вршење на полициски работи, односно правилникот за вршење служба на МВР. Горас Муратовски, еден од учесниците во протестот, раскажува дека додека се движеле од плоштадот до порта Македонија со испишан транспарент против војните за профит, биле спречени од полицијата и службеници од единицата за брзо распоредување. Муратовски тврди дека 15 на минути ги држале со лисици, па дури подоцна им било побарано лична карта за да може да ги легитимираат. Значи, едно 15 на минути не држаа со лисици, после ни ги извадија лисиците за да може да даеме лични карти, тек тогаш не легитимираа. И после уште 15 минути, иако не направија никаков записник, туку само на ливчиња забележува, не пуштија да си одим. Со предупредување. Една од причини што ни ја кажа беше дека транспарентот бил повикување на омраза. Значи, транспарентот беше против војна, да нема никаква врска со омраза. Друго ни кажа дека таму кога не запреа, не тука, претпоставувам дека истото важело, дека било за да не го нарушиме јавниот ред и мир. Иако ние ниту скандиравме, ниту викавме, ниту ништо, само мирно стоевме, се гледа и на снимките и го држевме транспарентот. Од Министерството за внатрешни работи преку соопштение категорично ги демантираат сите наводи за било какви приведувања. Во соопштението стои дека внатрешната контрола го истражува полициското постапување на вчерашниот протест. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди веќе постапува по налогот за детално истражување на полициското постапување при протестот на неколкумина граѓански активисти вчера по повод презентацијата на воена, медицинска и техничка опрема во Скопје. Доколку се утврди пречекорување на преземените полициски действија, тоа ќе биде соодветно санкционирано. Во одбрана на своите поранешни партиски другари, застана и Бранимир Јовановиќ, кој сега е еден од надворешните советници во Министерството за финансии. На својот Facebook профил напиша дека само поради еден транспарент од страна на полицијата биле приведени 4.